следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, го дишеме загадениот воздух. Вие критикувате власта секојдневно за работи што не ги презема, граѓаните ја критикуваат. Сакам да ве прашам што конкретно и точно кои мерки би ги преземале вие ако дојдете на власт за да се справите со загадувањето? Еве, јас ќе искористам оваа прилика во вашата емисија ексклузивно да кажам дека ВМРО ДПМН, откако ќе ја формира новата влада во Македонија, ќе инвестира во проекти за енергетска ефикасност, интензивна гасификација, односно користење на енерген кој што е еколошки прифатлив за затоплување на домовите и во животната средина околу 1 милиарда евра. Имате ли конкретни рокови, термин за ова што го зборувате? Во мандатот. Со тоа јас не можам да ви ветам дека веднаш штом ќе дојде ВМРО ДПМН и веднаш ќе почне да имаме ние алпски воздух, но можам да ви ветам дека драматично ќе се намали загадувањето после успешната имплементација на проекти во вредност од 1 милиарда евра во овие три области: енергетската ефикасност, интензивната гасификација на домовите и индустријата во Македонија и третиот е заштитата на животната средина. Господине Мицкоски, во 2015 година вие бевте советник на тогашниот премиер Груевски, бевте во владата. И тогаш загаденоста, еве според табелава од истите институции кои што вие денес ги цитирате, била речиси идентична како и сега. Во центар во Скопје имам испечатено за декември и надминувала 297, 300 и така натаму ПМ10 честички. Тогаш го советувавте владата како советник во владата што треба да преземе како мерки за намалување на загадувањето? Во тој период јас бев советник за енергетика во кабинетот на тогашниот премиер и точно е, ги советував и во тој период, ако се сеќавате, започна интензивниот процес на гасификација. Тоа е изградбата најпред затварањето на клириншкиот долг на гасоводот до Штип, а потоа и подпишувањето на договорот за финансирање на другите гасоводи од Штип преку Неготино, Прилеп до Битола и вториот е преку Скопје, Тетово до Гостивар. И тие проекти за интензивна примарна гасификација се започнати во тоа време, односно тоа се проекти кои што лично јас ги водев и средствата точно беа обезбедени од претходната влада. Но подобрување нема. Потоа, видите, во енергетиката и во животната средина, јас не можам да бидам нити Ранмила Шекеринска, нити Зоран Заев, нити Дамјан Манчевски да ви ветам алпски воздух. Но јас можам методологија да ви кажам и еве ви кажа. Зоран Заев уште малку ќе биде премиер, а вие од 3 јануари ќе имате и министри за внатрешни работи и труд социјала. Имате веќе идеја кои ќе бидат тие? Генерално профилите на луѓе ги дефинираме. Луѓето кои што треба да бидат таму, треба да бидат луѓе кои што се пред се честни, луѓе кои што немаат темно петно во минатото, луѓе кои што се разбира ќе имаат задача да ја обезбедат, би рекол, победата на известната победа на опозицијата, да не дозволиме да ни се случуваат излезености од 90 и нешто повеќе проценти, како што тоа беше во минатото, да се обезбеди периметорот во оние делови каде што очекуваме злоупотреба, притисоци, уцени закани од страна на власта предводена од Зоран Заев, без разлика што тој е премиер во заминување и премиер кој што наскоро ќе биде во политичка пензија, така што имињата ќе бидат познати и веднаш ќе бидат соопштени на јавноста откако ќе заврши седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кога ќе бидат тие промовирани. Добро, веројатно го имате стеснато круго, дали ќе бидат од извршен комитет, независни експерти и пратеници? Немаме размислувано за имиња. Власта ве обвинува за дволичност. Велат, не сакате да го гласате законот за одбраната, кај што стои армија на Република Северна Македонија, а истовремено вашите пратеници поднесуваат илјадници амандмани до собранието со тоа име, а и земат плата од собранието со Северна Македонија. Ваш став, ваш коментар за ова? Дволична е власта, затоа што ако го тргне тој член кој што навистина е недостоинствен и не е согласно на ниеден договор, тогаш веднаш ќе го поминеме тој закон за одбрана и денеска ние немаше да го разгледуваме ова прашање. Но за жал власта не собра сила до сега да се случи тоа што ние како опозиција го бараме од власта и се надевам дека многу скоро ќе се вразумат и ќе го поминеме законот за одбрана. Само треба едноставно да го тргнат тој член, затоа што не е потребен со ниту еден договор, како што не беше потребно ни така интензивно
насилство врз институциите и останатите знаци кои што не беа предвидени согласно динамиката на Преспанскиот договор, а власта потрча да сето тоа го реализира и гледаме за ништо. Сега барате и предвреме ратификација на протоколот за НАТО за да се избегне можноста поради Шпанија да се одложат изборите. Ке го ратификувате протоколот за членство во НАТО со Северна Македонија? Името со новата придавка е само еден вид резултат на погрешните капитулантски политики на Радмила Шекеринска, Зоран Заев, Спасовски и останатите љубители кои што се околу Зоран Заев. Инаку ние како политичка партија имаме принципелен став дека Македонија треба да биде дел од НАТО алијансата уште во 90-та година, кога практично е формирана ВМРО-ДПМН. Но дамна е јасно дека Македонија не може во НАТО од 2008 навака, туку мора да влезе со сменето име. Истовремено е јасно дека требаше договори, никој таа реалност не игнорираше во Македонија, ниту една влада, но не со ваква содржина. Убедени сте во победата на ВМРО, ако победите? Не, ВМРО-ДПМН победува. Ако победите? Кога ќе победи? ВМРО-ДПМН кога ќе победи? Нашата реторика е таква. Ако победите на избори, условно кажано, дали ќе бидете премиер на Република Северна Македонија? Видете, ние реалноста во Македонија не можеме да игнорираме, но ќе се бориме да ја промениме. Како? Па тоа сум го зборувал многу пати во минатото, можам да го повторам и по 100 пат, но мислам дека би било дволично тогаш ако ние зборуваме за нешто што е спротивно на таа реалност. Јас сум професор на универзитетот, кој што е дел од образовниот систем на оваа држава. За жал, резултат на капитулантскиот договор што го направи Зоран Заев и денеска таа е реалност. И јас практично предавам во образовниот систем при Министерството за образование, кој е дел од владата на државата со новата придавка. Плата земам од Министерството за финансии, кој што е дел од владата на државата со новата придавка. Добро, тоа значи дека ќе бидете премиер на Република Северна Македонија. Видете, јас повторно ќе ви кажам, ако инсистираме сега на тоа и се надмудруваме дали ќе биде вака или ќе биде така, тогаш би бил лажливец да кажам дека нема да биде тоа така, но истовремено никој мене таму на таа маса не може да ми забрани да кажам дека сум Христијан Мицкоски од Македонија, кој што е македонец и кој што говори македонски јазик. Пак условно кажам, ако победите на избори, дали би корелицирале со ДУИ ако резултатите ве упатат на тоа? Ние принципиелно имаме став дека со секоја политичка партија која што ќе ја прифати нашата платформа, односно политичка програма, ќе седнеме, ќе разговараме, ќе преговараме и зашто да не ќе коалицираме. Немаме преференции кон ниту една, имаме релации со сите политички партии во Македонија кои што се представници на албанците, имаме со политичките партии кои што не се представници на албанците, туку на другите етникуми и така натаму, така што ќе имаме програма на масата, визави таа програма доколку најдеме точка на поврзување, зошто не. Во септември извадивте папка на пресконференција тука во ВМРО-ДПМН, која што рековте дека сте ја добиле од свиркачи од обвинителството и дека ако не сте задоволни со тоа како се води процесот околу рекет, ќе ги објавите документите. Тоа што не ги објавивте досега значи дека сте задоволни како се води? Чекаме како ќе се развива. Како ќе се развива процесот. До сега не сме задоволни. Доколку ме прашате дали сме задоволни, не сме задоволни. Напротив, мислиме дека има класична злоупотреба и прикривање на вистинскиот инспиратор, сценарист во целиот овој случај, но наскоро, доколку гледаме дека дивергира од реалноста овој процес, јавноста ќе биде сведок на што всушност се случувало. Тоа значи дека имате доверба во кацарска судството и русковско обвинителството, како што вие го нарекувате тој дел од системот? Не чекаме од тактички причини. Не чекаме од причини дали имаме доверба, затоа што довербата ние во кацарска судството и русковско обвинителството одамна ја загубивме. Ние чекаме од тактички причини да видиме докаде ќе се дават во жива кал заедно со налагодавачот нивен. Затоа што тој е свесен дека тоа не е во жива кал, ама не знам дали тие се свесни дека ги влече со него. Ги слушнавте нелегално снимените и емитувани разговори на кои што се слуша гласот на бизнисменот Јордан Камчев? Во нив се споменува и вашиот прекар, кратинката од вашето презиме, и гласот кој што се вели дека е на бизнисменот, вели дека вие треба да седнете заедно со Заев и да се договарате. Ве прашувам, дали досега стигнале вакви барања до вас, да седнете со господинот Заев и да разговарате за ова? Јас ниту имам намера, ниту пак ми паѓа на памет да разговарам на тема на која што вие сега реферирате. Но да, сум разговарал со Зоран Заев, бевме на лидерска средба кај председателот Пендаровски, разговаравме за теми кои што се од значење за државата, од интерес за државата, за граѓаните. Инаку, да зборувам и да разговарам на тема која што
Вие сега алудирате и рефлектирате. Бизнисменот Ниту пак имам памет. Ја таму го влечам Ниту прашањата. пак имам намера, ниту пак на памет ми паѓа да разговарам за такво нешто. Било ли тоа побара од Секој вас? денеска, без разлика, не било. Ниту пак има некој смелост такво нешто да побара од мене. Бидејќи ме знаат, ме научија овие 2 години македонската јавност и граѓаните, но и луѓето кои што вие реферирате за каква личност и за каков човек станува збор. Секој оној, без разлика од која политичка партија доаѓа, дали бил ВМРО, ДПМН, дали бил СДСМ, ДУИ, Алијанса, БЕСА, Алтернатива или веќе не знам кој, или бил политички неопределен. Ако се огрешил пред законите и осрамотил пред граѓаните, ќе има можност во фер, честна, судска процедура да докаже дали бил виновен или бил невин. Секој мора да има можност да докажува дали е виновен или невин, но мора да се соочи со одговорноста за своите постапки. Порано или подоцна. Тоа е политиката на ВМРО ДПМН, таа е автентична, принципиелна, била и ќе остане под водство на Христијан Мицкоски и ова раководство на ВМРО ДПМН. И така ќе биде и во иднина. Да немате дилема. Не им паѓа на памет да дојдат да разговараат со мене на такви теми. Господине Мицкоски, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.